Ek mjata që e sjell pakat freski. Na sjellam pak atmosferë të freskët, nga liqeni e Ohrit dhe I themi dobro utro Miki, mirë mëngjes Miki. Wow, dobro utro Miki. Еве, сега ќе почнеме да џелозираме. Да џелозираме. Да Сега почнува љубомориме. џелозијата, почнува. Мики, како си? Што се случува? Дали ти треба чадор за денеска? Се додека- Или уште е рано? Се додека има вода, плава, има зелено, природа. Има све. И имаме Ама има и UV зраци, нели Мики? зале. Па да, веќе Песо. почна топлото време. Имаме убава прекрасна температура, прекрасно време утро во 17 степени е во Струга и во Охрид ова утро. Можам да забележам и раздвиженост овде на градската плажа кај хотелот Мизо кај што се наоѓам. Има доста и странски туристи кои што во моја близина кампуваат со така наречените своји кампинг возила. Значи раздвижено е од утро во убавото време, денес е и неработен ден за поголем дел од граѓаните, така да овој продолжен викенд, повторно продолжен викенд ќе ги наполни Струга и Охрид, претпоставувам повторно, а убавото време дури можев денојве да забележам на социјалниве мрежи луѓе како се фотографираат и се капат веќе во езерото, иако температурата на водата се уште тоа не го дозволува, но веќе полека одиме во тој период, во најубавиот можам да кажам период од годината кога охриѓани и стружени, особено оние кои што имаат сместувачки капацитети, кои што имаат угостителски објекти со нетрпение ги очекуваат бидејќи тоа е периодот кога можат и најмногу да заработат во текот на годината. Значи, полека. И денеска се очекуваат високи температури и во Скопје. Да. Денеска се очекуваат околу 31 До 2 може да 32. одиме. Машала. Да, машала. Само што Мики ние немаме Мики. опција кај да одиме, сваќаш, кај нас е Имаме. малку по друга Опција ни е ситуација. под туш. По туш, да. А ние што Гледам дека работиме? во Охрид до 20 до 26 степени денеска досина. Добро, секогаш температурата овде Да. и во Скопје, нели, постои разлика, секогаш овде и посвежо времето, особено во вечерните часови, ноќните часови, секогаш ви е потребно некое подебело блузиче или јакна за да ако сакате да прошетате покрај езерото, бидејќи не секогаш температурата преку денот е иста и навечер. Значи посвежо е затоа навечер, се- многу посвежо, така? Па да. интересно. Иако морам да кажам дека последниве години и Охрид се соочува и Струга со проблемот со високи температури, бидејќи веќе поради масовната градба, масовната урбанизација, веќе го немаме оној провев на воздух, провев на ветер, да речеме конкретно за Охрид, кој што доаѓа од планината Галичица и веќе некако стеснат е тој простор и затоа и овде веќе се чувствува среде лето, се чувствува високите температури, се чувствува топлото време и можеби нема веќе некоја толкова разлика како со другите градови, пример со Скопје, а сега тоа е резултат, како што кажав, на масовната урбанизација, големиот број згради кои што се прават и кои што буквално го стопираат тој провев на воздух и на ветер кој што доаѓа и од самото езеро и од самата планина Галичица. Мики, сакам да те прашам, дали си слушнал дека ова година црешите се продаваат со парчиња? Не. Прв пат слушам за вакво нешто и реко нашиот регион е познат по Знам. така но наречената Охридска цреша. Не знам. Значи, на прв пат слушам за тоа. Како? ќе го читам на албански, чмендурин трек, кнесијам е ëmbël me një çmim të hidhur, qershi tashmë shiten me cop. Па безплашно Një cop, превртет. 1 për 2 denar, znači едно за 2 денари се продава. Охо. Изгледа ако смешка, ама тоа е денеска се случува. Уште малку во Фантастично, а? Како се чуваш? Тоа е. Аквариум? Jo. Ма тоа е. Actions që bëhen. На аукцион. Po, na aukcion, na До Ankan. дали на Анкан qershi. Да. Ке ги најдеме цреши Имаме уште еден малку. прилог за ова, дека почнуваат да се продават на парчиња. Кажи ми како е Охрид, знаеме дека Охрид е многу познато за црешите, тие огромните цреши. За многу работи е познато Охрид. Минатата година знаем, имаше голем проблем со црешиве, бидејќи
добар дел нели од насадите со цреши измрзнаа, па знаеме цениве и колку достигнаа. Мислам дека килограм се продаваше по 300-400 денари, така нешто беше, сега не се сеќавам. До Сега не 400 знам денари оваа година како до 400 денари, но баш гледам вчера на пазарот во Охрид, да речеме килограм кајси се продава веќе по 150 до 200 денари. Значи повторно тука некаде најверојатно ќе сме со цените на овошјето кое што за жал го имаме, а цениве на вистина се Остана ко ланска година. Остана по ланската година и се не баш соодветни за нашиот стандард. Ќе видиме што ќе се следува период на сезонско овошје, на цреши, на праски, на кајси, но немам некоја надеж дека цениве ќе бидат пониски од минатава година, со оглед еве како што кажав на кајси е 150 до 200 денари, така да. Многу скапо, многу скапо. Многу дефинитивно. А тоа е црешите многу, околу колку да, се многу движат високи. охридските цреши? Горе-долу? Па се уште нема Уште не се. на пазарот, но Не се печени уште не се, добро? да, уште не се, Притро да. ги помина например, кај Валбона, црешата кај Валбона дома, сега остана само за во музеј, бидејќи Јас толку нема беше. веќе, да, и како да ти кажам, 60 годишна цреша, јас сакам да ви кажам дека сонцето над мојата Скопје куќа е грее по-добро од малце сонцето над мојата куќа. Буквално тоа што сакам да Фантастично, кажам. Ја слушна, Мики. Да. Значи сонцето над нејзината Над куќа мојата грее глава подобро од секогаш има нашата многу, куќа. многу сонце и тоа е вистина. Мики, јас сакам да те... Затоа е секогаш расположена. Да, секогаш сум расположена. Секој ден ми е мене Затоа петок. секогаш е расположена Валбона, да. Да, од црешите, од Речи, ја сонцето. пак занесам кај дојде Мики, јас сакам да те прашам за темата на Ајде. денот. Дали постои се уште вистинско друштво? Friendship. Да, Искрен. морам да кажам да, Искрен. дека се уште искрен сум, да, се уште. Можеби некако што било порано, можеби многу искрени пријателства и другарства нема, но они еден, двајца за кои што сметаш дека ти се вистински, да, се уште после пак ќе речем можеби не во толку голем број, некако што било порано, кога сме зборувале многу пати досега, други биле времињата кога живееле нашиве родители, кога била нивната младост, многу подруго е кога сега сме ние, многу подруго ќе биде кога доаѓаат и нашиве деца. Има вистински другарство и пријателства, но не во така голем број и можеби е подобро. Знаеш, два тројца кои што ти се вистински другари и пријатели и можеби е многу подобро да е тој број помал, да знаеш кои се тие отколку да тој број да е многу поголем. А Мики, дали си Јас сепак треба да изгубил... бидеме внимателни. Да. Дали си изгубил повеќе друштво отколку што си имал за цел живот? Не знам дали ме сваќаш. Мислам на... Знаеш, Валбона, јас како го сваќам тоа, значи секој период од животов си носи нови другарства и нови пријателства. Така. Кога сме растеле, сме имале едни другари, кога во младоста други другари, за време на факултетските денови, исто така многу од нив исчезнуваат и не се забораваат, исчезнуваат можеби и по Веќе ја пак за на студио, Јулутен. Да речем, ајде. Ме слушате? Да, само со во студио гласот ни е малку режија, низок. малце глас повеќе во Значи, студио. може би дел од тие другарства, пријателства, пак ќе кажам, во секој период од животот си носи свој другарство и пријателство, некои од нив исчезнуваат, Да. некои од нив се забораваат, некои од нив и по природен пат исчезнуваат, некој оди на другата страна од светот, не сме во истото место на живење, значи се е некако по природен пат се до тоа доаѓа, но не е како порано, дефинитивно, сигурно не е како порано. Така. Имам една порака, Мики, вика, направив барбекю и дојдоа 70 најдобри другари. После требаше еден фрижидер да кревам, да го преместам, ниеден не ми креваше телефон. Ниту еден не дојде. Па сега зависи Па за... Зависи какви другари. Да. И јас би бил таков другар за барбекю. А Да. вака за кревање. Еве, пример да му понудиш на скопјанец бесплатно сместување во Охрид или Струга, Веднаш во ќе текот дојде. на летната сезона, сигурно ќе дојде, така? Тој ќе биде добар другар, да знаеш, Мики. Тој е вистински Тој е другар. вистински другар. Да.
Тоа ви го кажувам искуство од низ годините и во минатото, да. Бидејќи кога знаат дека живееш покрај езеро, каде што може да се одмориш, Сите мислат безброј дека... беа во минатото, безброј беа евувањата во минатото, да. Точно така. Мики, што се очекува нешто интересно за викендот? Чекај, јас мислам дека имам чувство дека јас и Мики многу ќе се дружиме оваа година. Верувам, да, еве веќе почна. Да, Веќе почна да грее сонцето кај вас овие двете. недели некако ми е така по... Само прашај го близу која плажа живее, за Нема да знаеш. проблем, ние само да стигнеме до таму. Ке ја испратам на Дебарско езеро, може подобро. Може и така, Мики. Супер. Мики, ајде што имаме ново нешто Струга. Ајде, еве, да најаваме еден убав настан кој што Да. денески се случува во Охрид. Во 12 часот ќе се Албона сигурно знае, ќе се одбележа 300 години од градењето на саат кулата во Охрид, во стариот дел на градот. Значи сите оние туристи кои што шетаат во стариот и најубавиот дел на градот, таа е препознатлива по својата архитектура, карактеристична и она што можев да го видам како податок, Прекрасно. дека неа ја градел Чавуш Дере Сулейман Ага од Скадар во 1726 година, а обновата на саат кулата била извршена во 1979 година и денес на еден пригоден настан ќе бидат одбележани тие 300 години од незината изградба, ќе има и изложба на фотографии како и проекција на филм. Така да еден убав настан кој што ќе не врати можеби во едни Фантастично. други времења, да, нешто што архитектура која што треба на која што треба да сме горди и која што треба да ја чуваме, да ја штитиме. Така да 300 години навистина не е малку да се заштити Воопшто, да. еден таков објект дефинитивно. Значи еве гледам и таа поврзаност и со мајсторите или со луѓето од Албанија, еве конкретно како што кажав од Скадар, нели скадарчанец ја градел оваа саат кула во Охрид, која што станува и која што не се заборава кој ја градел и кога е изградена. Баш ми е мило, Мики, што иако е малце рано во 12 часот, мислам да не имат луѓето работа, но еве дека имат прилика за сите тие што се заинтересирани да бидат дел од историјата и да бидат дел од таа магија, која што мене многу ми фали да се изгубам во улиците на стариот дел на градот. Така да седнам пред нечија куќа, таму да седнам, онака само да одморам 5-10 минути и да продолжам, бидејќи стварно Охрид, јас секогаш го кажувам тоа, не дека денеска со Мики така се дружиме, ама дека е стварно магичен град. Значи ова кулата е што е сместена кај Самоиловата тврдина тука, за таа се зборува, Мики? Под Самоиловата, да, единствена е таа. Да. Таа не е баш кај Самоиловата, бидејќи веќе Самоиловата тврдина е многу погоре. Значи некаде во подножјето на стариот дел на градот и многу лесно се стигнува со неа до неа, така да тука може да се види од различни локации. Дебој, тука мислам така се викаше тоа местото, Дебој? На различни. Или кај Месокастро? Кај Месокастро, да. Да, точно така, сега знам, да, ми текнува. Во тој регион, да. Многу интересно, да. Има, значи, морам да кажам дека низ годиниве има човек кој што на некој начин го одржува часовникот на саат кулата, бидејќи часовникот тој се уште е функционален, се уште работи, се уште го бележи времево, така да не дека саат кулата е изградена пред 300 години па е оставена така, таа е функционална, како што кажав, обновена пред 30 години, реконструирана. Баш останата таква каква што била изградена. Имаме интересни податоци тука во Википедија што читам дека кулата е изградена 1726 година и е завршена истата година, значи за една година е завршена. За една година, да. Да, обновена е во 1979 година. Така, како што кажам. Да, точно така. И у висина е околу 12 метри. Дали Многу ова интересно. кулата, Мики, е една од дестинациите што туристите најчесто го посетуваат? Па ја морам да кажам дека и
и туристи не знаат многу работи кои што ги поседува Охрид. Значи не така секаде се и се што може да видат. Не ми се верува дека одат, дека има специјални прошетки до Саатко, да бидам искрен. Не сум информиран, но не верувам. Може би оние кои што доаѓаат индивидуално и кои што сами шетаат Ева може би јас. многу полесно ќе дојдат до... Еве јас Мики ќе многу работам летно време како гајд. За кај кулата? Да, дека кулата. Јас си дугет Валбанов фотографија Сите, да. Сахат кулот. Да, јас знам, јас. Јас Шум интересант дугет. Мики, ако немаме нешто друго, заради тоа што веќе Тоа е, малце ни помина времето. Ни дојде времето за реклами, Мики. Да. И Мики, какви планови имаш за викенд? Планови Да уживам. бели, плави, сини. Со песок малце. Со оглед на убавото време кое што се најавува, буквално Охрид ќе биде идеален, па ги Сигурно. кажам, така да ќе уживам во убавините на градот, малци и ние да се опуштиме пред да дојдат гужвите. Добро, Мики, не Пред да инсистирај, ќе напоснат дојдеме. јанчишча. Не инсистирај, Мики, ќе Ајде, ќе дојдеме, ќе дојдеме ајде, во ред. чим инсистираш, утре се гледаме во Охрид. Океј. Обавезно ве чекам. Мики, благодарам Имај многу, убав викенд. убав викенд и се слушаме другата недела. Поздрав, гледаме, поздрав, убав ден. чао. Убав Мишто викенд. Дашу. Чао, чао.